Македонија трето утро обвиена во тага, трет ден како продолжуваат активностите на Црвениот крст на Македонија за помош на настраданите во ужасната несреќа во пожарот во Кочани, додека Македонија и светот беа во шок од страшната и трагична вест. Екипите на Црвениот крст кои што ги вклучуваат и вработените и многобројните волонтери веднаш се мобилизира и ги ставија во функција сите механизми за обезбедување хуманитарна помош на настраданите и нивните семејства, како во земјава, така и хоспитализираните во странски земји, преку соработката со националните друштва на Црвениот крст и Црвената месечина. Утринава разговарам со генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија, господинот Саид Сеити, за тековните активности на Црвениот крст и за начинот на кој што и сите ние како граѓани можеме да помогнеме и да дадеме поддршка. Се случи голема трагедија, ужасна несреќа, што ги мобилизираше сите ваши сили и механизми. Веднаш се отворија пунктови, веднаш се пристапи на прибирање и пружање помош на настраданите. Трет ден веќе активностите како се во тек. Може ли да ни кажете накратко како измина овие два тешки дена за сите нас и што се денеска ќе се случува и ќе се одвива, колку пунктови се активни во моментов и на кој начин граѓаните на државава може да помогнат? Па добро, како што и рековте, веќе трет ден сме активни и присутни на терен. Првиот ден се случи тоа што се случи, сите ние бевме затекнати на некој начин, но Црвениот крст во вакви ситуации знае брзо да се организира и да се постави така се случи и со одговорот на оваа несреќа. Првиот ден бевме присутни повеќето од нас во Кочани, се справувавме со последиците од страотниот пожар кој ги остави врз луѓето. Бевме присутни околу 85 вкупно волонтери вработени во Кочани. Исто така истиот ден бевме присутни на пунктовите кои се создадоа во 8 септември, градската болница, клиничкиот центар, каде што беа пренесувани повредени деца. И тука бевме исто така присутни со наши тимови волонтери вработени. Тоа што го правевме првиот ден беше помош и поддршка во спасувањето, односно ние во директно не учествувавме во спасувањето, бидејќи тоа се случи малку порано од нашето пристигнување, но после тоа директно се вклучиме во справувањето со последиците, се укажуваше прва помош, се укажуваше прва психолошка помош на луѓето, односно на родителите, на семејствата, на блиските, на децата кои беа настрадени, односно за кои до тогаш и не се знаеше нели каде им се, што им се бараше. Исто така се вклучиме подосна и со санитетскиот транспорт наш, односно нашите возила ги ставивме на располагање за да пренесеме повредени од Скопје, од Кочани во Скопје, во клиниките, во болниците во Скопје, и во текот на целиот ден се делеше вода, храна, помош, поддршка и се друго што можеше Црвениот крст да го направи. Тоа се правеше и во градот Скопје и некаде до 12 часот навечер бевме присутни на терен. Вчерашниот ден исто така изобилуваше со многу активности на Црвениот крст од оваа природа што ги реков. Меѓувреме, како што и вие рековте во најавата, Црвениот крст навистина ги активираше сите механизми своји кои ги поседува во вакви ситуации за да ја мобилизира моќта на хуманост, односно да обезбеди хуманитарна помош. Тоа и го правиме деновиве. При тоа сакам да апелирам, односно да соопштам дека тоа што е најпотребно согласно проценките, тоа е собирањето на хуманитарна помош во финансиски средства кои ќе бидат наменети директно за настраданите. Тоа тече во текот на вчерашниот ден и за вчерашниот ден и можам да соопштам дека заклучно со вчерашниот ден се собрани некаде околу 6,5 милиони денари финансиска помош. Очекувам тоа драстично да расте денови, интересот на населението е голем, пристигнуваат помош и поддршка и од странство. Тоа што во меѓувреме го направивме, како што и најавивте, стапивме во контакт со сите национални друштва во регионот и подалеку каде што се пренесуваат повредени од пожарот со намера и цел нели да нашите колеги, додуше тие самите се пријавија и се ставија на располагање да превземат исти и слични активности таму со повредените, со семејствата на повредените, се понудија за сместување за семејствата на блиските. Една општа мобилизација, ми рекол, една општа мобилизација, солидарност, разбирање едни со други, така да ќе бидеме активни наредниве денови и денеска ќе бидеме нели во функција на справување со последиците од состојбата. Една општа
општа мобилност, би рекол, во нашата организација влада, сите сме мобилни, сите вработени, волонтери, се е ставено во функција и помош, поддршка на населението во Кочани, но и во другите градови, каде што за жал изгубија своји најмили и најблиски. Спомнавте дека постои интерес од населението да помогне и да ве поддржи во активностите. Евидентно е дека голем дел од младите граѓани исто така веднаш излегоа сакајки да дадат поддршка, да однесат вода или храна за членовите на страданите, што е потврда дека навистина младите генерации имаат чувство за солидарност, за одговорност и за хуманост. Да, во право сте, значи многу голем број на млади се ставија на располагање. Бев присутен во Кочани, кога нели меѓу луѓето присутни имаше многу такви кои не носе униформи на Црвениот крст во моментов, но голем дел, добар дел од нив видов како се пријавува, да кажат и јас сум бил волонтер едно време, знам да се справам, знам да укажам прва помош, знам да помогнам, така да навистина тоа беше една општа мобилизација, луѓето сака да помогнат, но за жал на некои не можеме да им помогнеме, веќе беше предоцна. Добро е што луѓето нели во вакви ситуации знаат да покажат хуманост и нели солидарност. Лошо е што често можеби ни се случуваат вакви ситуации, нели како што ова во Кочани, но тоа е, некои работи треба понавремено да ги превенираме. Веројатно има простор за некакви размислувања посериозни во општеството, во државата, како дел од овие ситуации понавреме да ги превенираме, да работиме, да се потрудиме сите, да ги отстраниме сите оние предпоставки, би ги рекол, што доведуваат до вакви ситуации, но овие денови сме зафатени со нешто друго, што се вика нели одговор на несреќата, но не треба да се заборави во секој случај. Треба да биде, да не кажам, ајде последна опомена, ама веќе една за секогаш да тргнеме некои работи да ги менуваме на подобро и во позитивна насока да ги движиме. Црвениот крст на Македонија годинава, односно токму во месец март го одбележува 80 годишниот јубилеј, кој што требаше меѓу другото да биде прославен и со свечена академија која што требаше да се одржи денес, денот на основање на Црвениот крст на Македонија и денот на крводарителите на Македонија всушност е 17 март и бидејќи во вакви незгоди и крводарителството е многу важно и ве читаме од соседството веќе во соседна Бугарија многу крводарители во тек на ноќта со бугарско, со македонско државјанство отишле, се пријавиле да дадат крв. Каква е состојбата кај нас и колку крводарителите се спремни и во вакви ситуации да одговорат на актуелните потреби? Имаше многу крводарители кои се понудија дента, вчера и денеска се нудат, но не дека не треба да даруват, него процениме дека системот здравствен има доволно количини на резерви на крв и крвни продукти, така да не беше потребно нешто дополнително да се мобилизира во таа насока. Иначе луѓето навистина веднаш се понудија. Јас додека бев во Кочани завчера во Институтот за трансфузиологија веќе беа собрани голем број на луѓе кои се јавуваа, кои бара нели да даруваат крв, но навистина им се заблагодаривме, ги замоливме да почекаат во некоја прилика, односно доколку во наредните денови се покаже и укаже таква прилика, иначе да навистина се ставија на располагање сите тие дарители наши, па и граѓаните обични, нели, кои не мора да биле до тогаш дарители, него едноставно почувствува дека во тој момент треба да ја испружат раката за да може да ја дарува таа најдрагоцена течност што не велиме. Да, бугарите, односно населението, граѓаните на Софија вчера покажа солидарност веднаш штом се укажа потребата од крв. Имаше една крводарителска акција, следевме, ние бевме во контакт со нив цело време, околу 100 луѓе даруваа крв, така да во овие моменти очигледно знаеме да бидеме хумани, солидарни, тоа и сме го покажувале впрочем и во минатото. Така да навистина тој дел не ни недостасува како луѓе и како народ во оваа држава. Господине Сети, ви благодарам за одвоеното време. Излеговте од состанок, затоа и не би ве задржувала повеќе да продолжите да работите, а ние ќе продолжиме да ги следиме активностите. Да, секако ќе бидеме во контакти наредните денови.
Ви благодарам уште еднаш. Еве тука ќе се одјавам посакувајќи им брзо закрепнување на сите оние што се хоспитализирани во земјава или надвор од неа, а ние како граѓани еве можеме да ги следиме насоките, објавите, информациите од страна на Црвениот крст и да знаеме во кој момент што е потребно да направиме за да ги поддржиме сите оние кои што се настрадани во ова ужасна несреќа што се случи во така наречената дискотека Пулс во Кочани.